Пред 36 години Штип го доби првиот медал од Европско првенство во борење. На првенството во Велико Трново, Бугарија, Зоран Шоров стигна до финалната борба и во исклучително силна конкуренција го освои сребрениот медал во борење слободен стил во категоријата до 57 килограми. Тоа беше пред 36 години, во 1987 година, на Европското првенство во Велико Трново го освоив мојот најзабележителен успех, сребрениот медал. Тука, значи, морам да кажам дека конкуренцијата беше многу силна. Во мојата категорија имаше доста познати име кои беа претходно европски светски шампиони. Во Трново победив 4 борби, така да во финалето се сретнав со најдобриот борач на сите времења, несовладливиот Сергеј Белоглазов. Тука навистина не можев нешто посебно да направам. Меѓутоа, сребрениот медал за мене беше исто како да се освои златен медал. Таа борба Шоров го запиша меѓу спортските великани и историјата му беше загарантирана, но предизвици во него имаше уште многу. Сигурно дека ме мотивираше тоа што секој резултат те мотивира уште повеќе да тренираш и да постигнеш уште подобри резултати. Навистина мотивацијата е голема со тоа што ти ја афирмираш сопствената држава и одиш да ја представуваш државата, и знаеме дека спортот е најголем амбасадор на држава, така да секогаш достојно го презентирав нашата држава и успеав да на начин ја афирмирам. Огромната спортска амбиција потоа го води на 3 олимпијади, што е ретко достигнување. Сон на секој спортист е да учествува на олимпијада. На мене тој сон ми се оствари 3 пати. За прв пат учествував во 84 година во Лос Анџелес, каде што го освоив мојата најдобар пласман, 6-то место. Значи, потоа имав уште 2 учества на олимпијадата во Сеул 88 и 1992 година, кога за прв пат учествуваме како спортисти од Македонија. Меѓутоа, за жал, Македонскиот олимписки комитет се уште не беше примен во Меѓународниот олимписки комитет, па така учествуваме како независни спортисти, како спортисти од Македонија. Во меѓувреме, Шоров тренира како никој и запишува успеси за историја на средоземните игри и балканските првенства. Покрај тоа што учествував на 3 олимпијади, исто така учествував и на 2 медитерански игри. Тоа беше за прв пат во 83 година во Казабланка, каде што го освоив сребрениот медал. Исто така резултатот го повторив 1991 година во Атина. Исто така бев го освоил сребрениот медал. По сите големи и оттогаш за ниту еден друг борач недостижни резултати, Шоров во спортска пензија заминува во 1992 година. Како сега тој гледа на борењето? Зошто резултати нема, а никаде го нема ниту него како заслужен спортист и човек кој многу може да помогне? Сакам да кажам дека ние кога тренираме во времето на бивша Југославија, државата стоеше позади спортот. Ние имаме интензивни подготовки во текот на целата година. Од 365 дена во годината, ние 300 дена бевме на подготовки. Меѓутоа, со промената на системот, доаѓаат и до промените на условите за работа, така да мислам дека до ден денеска тоа се уште не е регулирано како што треба. Пред се, ние треба да имаме база за подготовки. Значи, ние имаме база во тоа време, хотел Сараево, Скопје, тамо тренираме, тамо се спиеме, тамо се храневме и од тамо одеме на големите напреварувања. За жал, до ден денеска, значи, помина 30 и некоја година, се уште немаме база за подготовки од каде што спортистите ќе се подготуваат и ќе заминуваат на големите надпревари. Моментално сакам да кажам дека спортот и посебно борењето се налага во една криза, со само тоа што јас последниот медал 91 година го освоив, значи, на европско првенство. Тогаш нааму ниту еден македонски спортист, односно борач, не се закитил со медал од големи надпреварувања. Со исклучок на натурализираните борачи, што тие не ги рачунам веќе. Значи, наш борач од македонската борачка школа од 91 година уште не има освоено медал од големо надпреварување. Добро, во почетоците од вашата работа имавте своји инспиратори и свој мотив. Што ќе им пренесете на младата генерација? Сигурно дека во вас се гледаат како инспирација и мотив. Ако може Зоки, зошто не можам јас. Каков совет би дале на младите кои што допрва влегуваат во тајните на овој благороден спорт? Па, јас би рекол на младите да тренираат повеќе. Значи, они само со работа може да постигнат големи резултати.
Инаку некојаш сакаме со импровизација да се прикаже дека се е добро, меѓутоа за жал не е добро. Со добра стручна работа, со организирана работа можеме да постигнеме и добри резултати. Иначе Балканец, посебно ќе кажам, клуб е со голема традиција, има големи таленти, меѓутоа навистина треба уште повеќе се работи за да се постигнат резултатите кои ние ги посакуваме. По сите успеси и заслуги има иницијатива по името на Зоран Шоров да биде именувана една од спортските сали во Штип или улица, како што е примерот со Шабан Трстена. Македонија, а особено Штип, не смее да го заборави Шоров. Меѓу другото, два пати најдобар спортист на Македонија, најдобар спортист во 20 век на Штип и великан на Меѓународниот олимписки комитет во 2003 година. Зоран Шоров, најдобриот спортист на сите времиња во Штип, трикратен олимпиец и носител на 2 медали од европските првенства за сениори. Зоран Шоров, македонски борач, член на боречкиот клуб Балканец Штип и државен репрезентативец. Тој бил 2 пати прогласуван за најдобар спортист на Македонија во 1987 година и во 1991. Најдобар спортист на 20 век на град Штип, великан на Македонскиот олимписки комитет во 2003, носител е на националното спортско признание во 2009 година.